Сега е точно 18 часот и 47 минути и време е за разговор со нашиот и ваш гостин, адвокатот господин Тони Менкиновски, застапник на македонците и македонските здруженија од Бугарија пред Европскиот суд за човекови права при Советот на Европа во Страсбург. Се надеваме дека се ќе биде во ред и нема да имаме проблем со видео линкот, со звучниот сигнал, се разбира. Господине Менкиновски, ако не слушате, да ви посакам Добро утро и добро ни дојдовте на македонски корен. Добро утро или добро вечер? Добро вечер за Како, нас. како, некаде добро утро, Закон, да. добро вечер. Да. Би сакал да ве поздравам вас во студиото и сите оние кои се ваши слушатели, како и целокупната македонска популација во Австралија, која за жал не е отидена од Добро ви утро и од мене, господине. причина, Да. да, од причина дека сака да оди, туку отидена од економски причини и многу ми е жал што тој процес на иселување на македонците се уште продолжува, но како и да е, да позборуваме за македонските работи. Токму така, добро ви утро и од мене, господине Менкиновски. Иначе ова емисија не само во Австралија, се гледа и се слуша насекаде во светот. Ви благодариме што ја прифативте поканата и ги удостоивте сите наши слушатели и гледачи на македонски корени, а се разбира не удостоивте и нас како уредници и водители. Се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија и ќе задржиме вниманието на сите оние кои се со нас во овие моменти, но и оние кои покасно ќе не гледаат и слушаат. Јас ви благодарам на вас што давате можност да зборуваме за една тема која навистина е важна за сите нас македонци. Господине Менкиновски, покрај тоа што очите на светската јавност се свртени кон случувањата во Украина, ние со овој наш разговор одлучивме да се задржиме во сопствениот двор. На самиот почеток ве најавивме како адвокат кој ги застапува македонските здруженија од Бугарија, а со тоа и македонците од Бугарија пред Европскиот суд за човекови права во Страсбург. Дали само нив ги застапувате или пак имате случаеви каде што сте ги застапували и застапувате македонците од другите соседни држави? Значи, секаде каде што се појавува македонското прашање, нашата македонска кауза, секаде сум се појавувал про боно во изминативе 20 години, колку можам да помогнам во разрешување на нашата македонска сага. Би споменал, например, 2005 година пред ОБСЕ, значи меѓународниот форум International, меѓународниот форум за човекови права, каде присуствуваат 52 амбасадори, јас зборував против рамковниот договор, како договор со кој се уништуваат другите малцинства во Република Македонија и дека е надвор од меѓународните стандарди. И нормално нас, македонците, тој договор е контрапродуктивен. Така да, исто така, значи со македонците од Егејскиот дел и Пиринскиот дел, значи соработка и македонците од Мала Преспа. Сакам да истакнам дека вратите на мојата канцеларија, вратите на мојата адвокатска фирма се отворени за сите оние македонци на кои нивните права како македонци се загрозени и тие се отворени про боно, значи во секое време и мислам дека треба еднашка ние македонци да почнеме малце поинаку да ги гледаме работите, да си даваме сами себе да си помагаме. Значи да почнеме со позитивни работи меѓу нас, а не со негативни работи. Така. Господин Менкиновски, пред да го продолжиме разговоров, сакаме да ве подсетиме на еден настан кој што се случи пред некаде околу 15 месеци, а кој настан е пак на некој начин поврзан со сето ова што денес сакаме да го дискутираме со вас. Не е долго, погледнете го сите заедно с нашите кои што не следат на социјалната мрежа, но и за вас да ве подсетиме, да ве вратиме 15 месеци наназад. Македонија! 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 Почитувани браќа и сестри,
Почитувани дами и господа, пред 30 години, недалеко од овдека, присуствував на еден митинг на кој присуствуваа 100.000 македонци. Митингот беше во организација на Друштвото на поетите на Македонија, каде што зборуваше господинот Анте Поповски и се однесуваше нистата тема за која сме ние денеска собрани тука. Се однесуваше за правата на македонците во соседните земји и за аспирациите на одредени империалистички политики кон нас македонците. Истата тема 30 години повторно во Македонија, но сега разликата е уште поголема. Ние имаме квистлизи во нашите редови, имаме луѓе кои сакаат да се откажат од она што не е нивно и што немаат право и што не можат, бидејќи има повеќе мртви македонци него живи македонци за ова што сме ние денеска. Македонија на македонците, така пачнуваше Совирот. Сакам денеска да истакнам една многу важна работа. Една работа која во овие преговори забораваат да се ја споменат. Од каде се и каде доаѓаат тие што преговараат. Како не им е стран и како воопшто немаат чувство на одговорност да се откажуваат од правата на македонците во соседството. Верувам дека ве подсетивме, ако имате можност да го оселите ова. Во изминативе години се почесто се спомнуваат термините македонското прашање и за македонската кауза. По однос на овие термини, колку е информирана македонската јавност, пред се оние кои што се занимаваат со политика и кои на некој начин одлучуваат за судбината на државата и македонскиот народ? Се добива впечаток дека одредени политичари не се баш добро информирани, бидејќи се држат како пијан за плот, дека према нашиот устав немале право да се интересираат за македонското малцинство во соседството, бидејќи тоа било мешање во внатрешното уредување на тие земји и на тој начин ги оставаат македонците од соседството на милост и немилост во рацете на оние кои не ги признаваат. Овде имаме едно подпрашање. Вие сигурно имате учествувано на меѓународни конференции, тоа и го кажавте на самиот почеток, каде што се разговара по овие прашања, пред се за македонското прашање. Дали ви се има вам нешто случајно вакво нешто на таквите конференции да има представник од македонскиот политички естаблишмент кој припаѓа во ова група која што спомнавме на оние политичари кои не се информирани или пак не сакаат да зборуваат за македонското прашање и македонската кауза? Да, вака, сега, навистина добро прашање и би сакал да дадам добар одговор, бидејќи заслужуваме да си ја кажеме вистината. Прво, македонската кауза, значи, не е ни започната. Кога зборуваме за македонска кауза, тоа значи сите оние македонци по род кои се во Егејска, Пиринска Македонија, значи Мала Преспа, македонците во Македонија, да ги уживаат сите права како целиот цивилизиран свет, да пишуваат, да творат, да зборуваат на македонски јазик. Значи да имаат комуникација на македонски јазик. Па прашањето дали македонските политичари во Македонија се како бројлери, за жал, и од една причина што не може никако да разликуваат дека национализмот е благородна работа, а шовинизмот е лошата работа. Сега да не се навраќам историски, значи и социолошки и терминолошки што значи национализам и шовинизам. Национализмот е да го сакаш својот народ, а да не го мрзиш тугиот народ. Оно што се случува годините наназад, значи се навлегува од заблуда во Република Македонија. Најнапред сакам да кажам дека ние со моментот на добивањето на независноста во 1991 година фактички истата ја изгубивме. Значи, моментално ја изгубивме од причина што дозволивме нашата држава да биде управувана од одредени структури кои немаат никакви македонски визии, воопшто не ги интересира. Нив не ги интересира и никој не направил анализа зошто толку македонци се отидени во Австралија, во Америка.
Ние немаме собствени банки, значи немаме собствена економска независност, значи немаме собствени осигурителни компании, значи ние сме во Република Македонија робови на туги интереси. Само да не заборавиме, сега ќе се вратам и на темата, значи да не заборавиме дека македонскиот Телеком го спаси од пропаѓање германскиот Телеком, кој се наоѓаше во Бугарија. Каков резил и каква срамота. Оно што е главното и круцијално прашање во врска со чувството на македонските политичари, македонските политичари и македонските дипломати, јас сум пишувал во Нова Македонија во многу мои колумни, значи низ праксата, и затоа убедливо го тврдам, сметаат дека ние со влезот во Европска Унија, значи и со сите овие проблеми ќе се надминат. Апсолутно не е така. Значи, кога зборуваме за влез во една економска заедница, не значи дека тоа по автоматизам значи право на признавање на македонските малцинства во соседството. Тоа е една огромна заблуда. Многу ми е жал што морам да го кажам ова. Сум присуствувал на меѓународни форуми. Сега ќе ви пренесам, бидејќи имате доста слушатели, автентично да го слушнат тоа. И тоа е на форумот во 2005 година, кој е многу битен и значаен форум, каде присуствував јас, отец Никодим Царкњас, Иринео Шлјупчевски, професор, македонец, професор во Варшава, во Полска, кој татко е дете бегалец. Иринеуш не е роден во Македонија, но татко му е пренесол љубовта кон Македонија, како и вие многу луѓе кои живеете во Австралија, пренесувате љубовта на вашите деца кон Македонија. Значи, Павле Васкопулус, Филипов, Стојан Ѓоргиев и така натака. Значи, една сеопфатна делегација бевме присутни таму во врска со македонското прашање и оно што се случува и во среде Европа, еден геноцид кој многу добро се замижува страна на одредени земји, но ќе зборуваме и за причината зашто се замижува и како понатака. Таму ми се случи мене една непријатна ситуација, бидејќи многу е тешко да се влезе на тој форум, и македонскиот амбасадор беше изненаден како јас македонец, македонски адвокат, тогаш и многу помлад, 17 години помлад, значи од денеска присуствувам на таков говор и пред 52 амбасадори држам говор во врска со македонското прашање. И ме покани на вечера организирана од страна на амбасадата. Мене тоа пријатно, значи ме изненади. Кој амбасадор беше тогаш? Да не знаат многу добро кои се. Значи 2005 година може да. И што се случува? Ми вели јас велам одлично, супер, ќе присуствувам на вечерата, ама тука има уште други македонци кои ние сите сме заедно дојдени. Значи тоа е по приватна режија, самите го организиравме целиот настан, никој да не го знае и така натака. И ми вели, да, ама тие не се македонци, тие не се македонски граѓани. Па велам, ви благодарам, ако тие не се македонци, нема шо и јас да присуствувам на вашата вечера. Тоа што амбасадорот го покажа, тоа го прави и македонската дипломатија и македонската држава, за жал, години наназад. Кога се одлучува во Совет на Европа во врска со одлуките во судот во Страсбург, каде ги имаат изгубено Бугарија, македонските дипломати, значи, ги напуштаат седниците на комитетот на министри. Страшна работа. Значи, не присуствуваат ни за, ни против. Значи, еднашка треба да сватиме дека оваа држава, иако го носи името Македонија, сега видоизменето Северна Македонија, институциите кои се, значи, не се на македонците, или, значи, само македонците се дел од нив. Политиката, изминатите години, значи, која се води како кон македонците во соседството, така и македонците кои се надвор од Република Македонија, кои поради нивната екзистенција заминале од Република Македонија, не е наклонета. И сега, она прашање, што ми го поставивте, не мешање
внатрешните работи на соседните земји. Тоа е најголемата глупост. Зборуваме за малцински права. Значи, прво и основно, ако ги погледнете извештаите на сите релевантни меѓународни организации, особено Европа, до Обединените нации, многу јасно кажуваат дека во Грција, во Бугарија и во Албанија постои македонско малцинство кое не ги ужива правата како што би требало да ги ужива секое малцинство. Овие држави се потписници на Рамковната конвенција. Потпишувањето на еден меѓународен мултилатерален договор значи и обврска на државата која го потпишала. Македонија, значи, ги применила сите малцински права во изминатото кон албанците, турците, власите кои живеат во Република Македонија. Морам да истакнам дека ние сме единствен народ кој во својата историја не асимилирал некого. Значи, не се потрудил да асимилира своји блиски соседи. За разлика од нашите соседи кои асимилираат и во 21. век. Значи, нивната политика на империализам од 19. век е се уште присутна, само формата е различна, содржината е иста. Првата остапка, она кога зборував дека Македонија изгуби својата независност во моментот кога ја доби, значи, бидејќи нема визија одредени политичари во кој правец треба да се движи Македонија, првата остапка со бришењето на членот дека Македонија нема да се грижи за малцинствата во соседството, не значи и обврска за Македонија. Значи, Уставот, како правник, е декларативен акт. И вели, све со Уставот што и законот не е забрането, е дозволено. Ние и како држава имаме обврска да се грижиме кон македонското малцинство во соседните држави, согласно меѓународни ратификувани документи, како Рамковната конвенција, значи Европската конвенција за човекови права и еден куп на други документи. Глупоста во Македонија отиде до таму што некои политичари се дрзна, значи, да потпишуваат договори со кои се откажуваат дополнително, значи, билатерални договори, се откажуваат од правата на македонците во соседството. Таа глупост, како можам јас, како македонец, да се откажам од вашето право? Значи, јас од Македонија да се откажам од правото да вие да ја водите вашата емисија. Тоа е најголема глупост. Значи, ни се смеат во кулуарите на меѓународните организации тоа што го потпишуваме. Само за да се угоди и дневно политички да се угоди на одредени луѓе кои сакаат себе си да се гледаат како министри, значи премиери во оваа држава, а без притоа да сватат дека учествуваат во еден геноцид кон сопствениот народ и кон сопствената држава. Вие во Страсбург, према нашите сознанија, имате добиено околу 16 пресуди. Бугарија не реагира на ваквите пресуди, но и се уште не ги исполнува, а е членка на Европската Унија. Се добива впечаток дека европските институции го одобруваат или, поблагоречено, го толерираат ваквото однесување на Бугарија. Зошто е тоа така? Зошто Бугарија ги игнорира овие пресуди и до кога ќе ги игнорира истите? Видете, значи Европската конвенција за заштита на човекови права е столбот врз кој е формиран Советот на Европа, во кој се присутни 47 држави, сега Русија истапи и ова е многу страшна работа, зашто би сакал на вашите слушатели, бидејќи ја познавам оваа проблематика да ја објаснам, бидејќи таму учеството во оваа организација, ова е најстарата организација, не значи само учество, значи и финансирање, и сега буџетот на Совет на Европа ќе биде, бидејќи таму се плаќа по глава на жител, по едно, мислам дека е по 1 евро, ќе биде покусо по 150 милиони евра. Но како и да не зборуваме на таа тема, она што е главно, значи во врска со овие 16 пресуди, овие 16 пресуди се добиени во основа за правото на здржување на македонците.
Значи, овдека се слушаа многу тези во македонската јавност дека тие се само за правото на здружување. А никој не кажува, значи не им одговара дека судот во Страсбург за човекови права, која е релевантна институција моментално на овој дел на светот, значи како регионален суд, значи судот зборува за здружување на македонците. Значи, не зборува тој на македонските бугари, на бугарите од значи, ме разбирате, бугарските граѓани со македонски происход, туку вели здружување, правото на здружување, на формирање на своји организации, да имаат право да учествуваат во општествено-политичкиот живот. И сега што е многу битно, значи, овие 16 пресуди кои се добиени, поточно 17 се, но еве нека се мислам да не е тоа толку битно, бидејќи Бугарија не сака да ги изврши, значи она што се шири во медиумите, и тоа не е точно. Зошто? Прво, Бугарија на секои 6 месеци доставува извештај, значи до Советот на министри кој е задолжен за имплементирање на овие 16 пресуди, и кажува дека направила одреден исчекор во делот на признавањето на овие 16 пресуди и бара најразлични изговори. Последниот изговор, значи, кој го има доставено сега, значи во овој период, самиот комитет на министри вели ова, бидејќи има еден оддел за извршување на пресудите, на кој главен оддел, кој е на тој главен оддел многу интересно е што е по националност бугарка, директорката. Значи, тој главен оддел, бидејќи собира податоци од владата на Бугарија, на Република Бугарија, сега констатацијата на комитетот на министри пред започнување на овој на состанокот на 23 е дека Бугарија повторно бара изговори. Морам да нагласам дека треба и ова да го знаеме, дека Бугарија ги го признава македонците како постојање и никој не излезе да го бидејќи на СИС, значи имате луѓе кои се попишуваат македонци. Таа не е реална бројка, но таа влегува во светската статистика и овој податок е многу важен. За признавањето на пресудите која е одговорноста, значи и што треба да се случи. Имено, ова непризнавање на пресуди е дел од извештаите на комесарот за човекови права при Совет на Европа и многу екри, значи Агенцијата против нетолеранција, дискриминација, расна нетрпеливост и така натака, при Совет на Европа и многу други мултилатерални организации, тие сите јасно кажуваат, тие се дел од Совет на Европа, дека Бугарија е таа која треба да го смени уставот за да се признаат овие 16 пресуди. Значи, внимавајте, Бугарија, бугарската дипломатија создава теза дека ние македонците треба да го смениме уставот и да ги имплементираме бугарите во македонскиот устав. Нашата дипломатија го премолчува тоа, значи, а тоа е обврска согласно меѓународните, значи, извештаи на релевантни меѓународни организации. Може слободно да ги видите, може да погледнете, имам пишувано јас во Нова Македонија на оваа тема, дека Бугарија е таа која треба да го смени уставот, за да овие 16 организации се регистрираат, значи, каде има задолжение од Европскиот суд за човекови права. Ова не може да трае долго, значи, бидејќи самиот Совет на Европа би се подкопал ако овие 16 пресуди не се признаат и не се имплементираат во системот, во правниот систем на Република Бугарија. Подкупувањето, значи, на самиот Совет на Европа значи негово распуштање и немој да мислите дека нема други проблеми, например Каталонија, имате тука Азербејџан, кој исто така е составен дел значи Русија сега излезе, значи понатак имаме Полска, значи веднаш чекаат
одредени држави, Бугарија да не го исполни ова, значи овие 16 пресуди, и да не исполнат и тие одредени пресуди кои се должни да ги исполнат. Така да постојат санкции, а најглавната санкција е исклучување на Бугарија од Советот на Европа, бидејќи не ја приминува конвенцијата. Ваква пракса, овдека ќе завршам, имаме со Грција, кога Грција за време на режимот на Метаксас не можеше да ги исполни барањата. Значи, согласно Совет на Европа, каде темелот е таа Европска конвенција за човекови права, значи, 4 години беше суспендирана од страна на Совет на Европа. Прашањето за македонското малцинство во Бугарија е тема што постојано тлее и се разгорува во момент, секогаш во кога ќе имате добиено некоја пресуда на Европскиот суд за човекови права во корист на представниците на македонското малцинство во Бугарија поради нотарниот факт дека оваа земја не им дозволува да го користат човековото право на здружување и постојано изнаоѓање начини и оправдувања да го одложува спроведувањето на пресудите. Дали ќе сакате да објасните на кратко за оние кои се уште ги немаат доволно разбрано овие 16 и како што вие рековте можеби 17 пресуди? Што е тоа што вие како застапник на македонците од Бугарија успеавте да докажете, поточно да издействувате за нив, а со тоа и за сите македонци од соседството? Значи, оно што е многу важно е формалниот аспект на целокупната постапка. Прво, македонците во соседството, најнапред, што е причината, поводот, може да го елаборираме така, за да е поедноставно. Македонците во соседството, вие јас верувам дека многу пати сте информирале, во текот на 2000 година формираат своја партија. Значи, организациите Обединета македонска општост формира своја партија на која излегува на изборите. Јас мислам дека и Стојко Стојков бил гостин во вашата емисија, така? Да. И формираат своја партија, која партија на првите локални избори освојува многу места во 34 општини освојува. Се слушаме? Ало? Да, се слушаме, говорите. Да. Во 34 општини освојува голем број на како на советнички, така и на градоначалнички или кметовски места, како што ги нарекуваат. И во тој момент, значи, бугарската држава се плаши од таа формална регистрација на македонците. Значи, македонците, првата партија Омилин Демпирин е регистрирана. При тоа, изнаоѓајќи начинот според кој сака да ги забрани и плашејќи се да не дојде до сепаратизам и одвојување на Пиринскиот дел на Македонија, значи, од страна на Бугарија, кон Македонија, кон Република Македонија, значи, тие смислуваат една теза дека се работи за сепаратистичка организација, со тоа што тврдат дека, бидејќи во статутите на овие 16 организации, значи, кои се таму, како оваа политичка организација, како политичка партија, така и во невладините организации кои се формираат на тлото на Пиринска Македонија, значи, сметаат дека во статутите, поради причината што е јасно наведено дека ќе се борат за правата на македонците да зборуваат, да пеат, да општат на македонски јазик едни меѓу други и да имаат своји културни институции, значи со кои ќе ги заштитуваат своето културно-историско наследство, за бугарската држава ова представува сепаратизам. И бугарската држава почнува да ги забранува овие, да ги бриши од регистарот како форма, значи, на здружување, што е многу важно, бидејќи не можете да еден собир да организирате, мора да постои некој кој ќе биде организатор на тој собир, или нормално собирот, да речеме легален собир на демонстрации, на положување на цвеќе, иако македонците тоа и сега го прават, но тоа, значи, не можете да учествувате на избори, не можете да имате своји представници во власта, ниту на парламентарни, ниту на локални избори. И тие го забрануваат, ги започнуваат да ги забрануваат и да ги бришат овие партии. Да? Момент. Се прекина врската. Значи, сега сме тука, се прекина врската нешто. Да. Судот во Страсбург, значи, одлучува, одлуките на судот во Страсбург е дека македонците имаат право да се здружуваат.
да има своји културно-уметнички друштва, своја партија, многу важен момент, значи да учествуваат на локални парламентарни избори, значи да имаат представници и да учествуваат во слободни и непосредни избори за било каков значи политички ангажман. Тоа е она што го имаме ние добиено согласно членот 10 од Европската конвенција, значи за човекови права, каде јасно кажува судот дека причината поради која Бугарија ги забранува овие партии е јасно изразената македонска цел, значи идентичност, и тоа самото по себе, значи не е причина за забрана, бидејќи тие бугарите тврдат дека македонските организации покрај што се сепаратистички, дека се терористички и така натака. Значи нивната креативност во негативна смисла е огромна, така да не би сакал да ја толкувам. Тоа е во суштина она што ние го имаме добиено пред овие организации. Бидејќи судот во Страсбург, морам и ова да потенцирам. Покрај значи нашите заложби, значи во смисла на застапување пред нив, нашите контрааргументи на бугарските аргументи, значи зборувам за индивидуалци овдека се работи за индивидуалци кои јас не сум сам, значи позади мене стојат многу луѓе кои ми помагаат во оваа работа и морам да кажам, значи не ова индивидуална работа на адвокатот Тони Менкиновски. Ова е на многу македонски патриоти кои го следат целиот процес, значи и се трудиме да им помогнеме на македонците во Пиринскиот дел на Македонија, како и во Егејскиот и во Преспанскиот, плашејќи се, морам да кажам, плашејќи се од сопствената држава, Македонија, да не го контаминира целокупниот процес. Ме разбирате што сакам да ви кажам? Да. Значи, плашејќи се и реално плашејќи се, и мислам дека успехот на целата работа е од причина што не успеа македонската држава, значи не успеа македонската држава да навлезе во структурата која ги представуваше до сега македонците надвор пред тие меѓународни институции, и тоа е успехот во целата, значи во целата приказка, морам да кажам. Бидејќи се работи за индивидуален пристап. А претходно ви кажав, македонската дипломатија, значи не ги застапува интересите на македонците. И тоа е многу жално. Јас не знам зошто им плаќаме данок, ама мислам дека ќе се смени, оптимист сум, многу голем во целата, значи. Така. Господин Менкиновски, барањето на Бугарија да се метнат бугарите во македонскиот устав и од друга страна нивното тврдење дека во Бугарија нема македонско малцинство, дали овие 16 пресуди можат на некој начин да се искористат и да се бара помош од Советот на Европа, која е еден вид чадор на Европскиот суд за човекови права, за да Бугарија конечно ги спроведе сите тие одлуки кои се во корист на македонците од Бугарија? Видете, Совет на Европа, Комитетот на министри е составен од сите министри за надворешни работи на сите 46 сега држави, значи членки на Совет на Европа. Да направиме една дистинкција, Совет на Европа е едно, вие ја знам дека многу добро го знаете, но за вашите слушатели, а Европска унија е сосема друго. Совет на Европа е политичка организација, најстара, значи, а Европска унија е, значи, економска заедница. Значи, која она што е заблудата е што Европска унија има земено знамето и химната од Совет на Европа. Значи, Советот на Европа, тие 46 министри или нивни заменици, кога имаат седница на Комитетот на министри, некои 6 месеци, прашањето за овие 16 пресуди е на дневен ред, значи, на нивната седница, што е многу важно. Тоа е многу важно, значи, важна придобивка. Тие, значи, во моментов, значи, ќе извршат, како претходно што кажав, притисок врз Бугарија за признавање на македонците и регистрирање на овие
организации се значи до крајност и сврлање на Бугарија од Советна Европа. Мислам дека Бугарија нема да си го дозволи тоа. Иначе, во делот на она што ме прашавте, во внесувањето на бугарите во македонскиот устав. Видете, во македонскиот устав, мислам само уште тие останаа да не бидат внесени. За жал. Значи, ние прво концептот кај нас имаме двоен концепт. Кога им одговара, ние сме граѓанска држава, кога и не им одговара, не сме граѓанска, сме поделена по етникуми. Значи, затоа зборувам дека во моментот кога и прогласивме нашата независност, тогаш почнавме да ја губиме. Она што е поставено како прашање на реципроцитет, значи од страна на опозицијата, и јас припаѓам во тој дел во опозицијата, мислам дека е најразумно сега. Ако тие ги признаат македонците во нивниот устав, нема проблем, значи јас не гледам лошо да се стават бугарите. Ако некој се чувствува за бугари, нека се чувствува, не можеме ние, пак ќе се вратам на почетокот на моето експозе. Не можеме ние да го ограничиме некој човек. Ние не сме прво како народ таков асимилаторски, да ако се чувствувал за бугарин, во ред, тоа е негово право да се чувствува за бугарин. Ама, значи, мора да постојат некои принципи и баланси. Не можете вие да ги вметнете бугарите во македонскиот устав, а при тоа да ви тврдат од другата страна дека не мешање во внатрешните работи. Па во тој дел на немешање на внатрешните работи би ја подсетил вашата јавност и целокупната јавност. Бугарија во случајот на Радко. Значи, Радко е здружение кое значи беше забрането во Македонија и има добиено една пресуда во судот во Страсбург на право за здружување на бугарите во Македонија. Бугарија се вклучи како активна страна пред судот во Страсбург. Така. Значи заинтересирана. А на овие 16 пресуди, поточно 17, значи Македонија воопшто се нема вклучено, не си има заинтересирано, дури знаете што е многу дури имаме оскудно информирање од страна на медиумите во Република Македонија. Само некој опозицијски медиум и значи некои медиуми кои главните оние стожерски владени медиуми, значи гледаат ова прашање да го заобиколат, да не го стават како приоритетно и важно. За 11 дена, поточно на 23 март, Советот на министри, кој е задолжен за извршната примена на судските пресуди, треба да го добие извештајот од Бугарија за тоа докаде е со примената на овие судски одлуки. Очекувате ли некакво поместување или повторно Бугарија ќе биде привремено амнестирана и до кога ќе толерираат Бугарија? Има ли некоја алатка со која ќе биде приморана Бугарија да постапи по овие судски пресуди или пак да се соочи со санкции? Вие нешто начнавте околу ова, ми се чини? Да, така начнав јас предходно. Бугарија прво и основно ова што ви го спомнав, значи дека повторно не оправдува. Бугарија прво доставува извештај на секои 6 месеци што направила во врска со решавањето на прашањата на македонците за нивното здружување во Советна Европа. Тие извештаи само да ги објават во Македонија. Значи македонската влада ги добива тие извештаи. Јавното мислење ќе добие кураж дека сепак нешто се случува во светот. А тие не ги објавуваат, каде што Бугарија тврди, и тие има најразлични тврдења. Советот на министри, значи на 23 март, значи Советот на министри верувам дека ќе донесе построга и построга санкција. До епилогот да Бугарија биде исврлена од Советот на Европа доколку не ги примени. Иначе ќе си пукаат во нога, како што вели народот. Сами себе ќе се уништат. Значи не може поинаку. Јас не сум единствен што го зборувам ова. Значи постојат и релевантни меѓународни, значи адвокати и правници кои многу добро го знаат. Значи нема да и дозволат една Бугарија да го изигра системот на Советна Европа.
Сега, многу важен факт е дека еве да го пратиме моментот, каде ќе биде на 23 март министерот или заменик министерот кој ќе присуствува и кога ќе се зборува за ова прашање во ходникот на Совет на Европа или ќе пие кафе во некој кафуле подолу кога ќе се зборува за македонското прашање. Зарем ние македонците заслужуваме ваков третман? Напротив, македонскиот министер, иако е албанец, значи тој има обврска, значи да го застапува, значи правото низ призмата на меѓународното право, значи правото на Совет на Европа во моментов, а во кое сме инкорпорирани и ние како македонци со 16 пресуди и да бара од Република Бугарија извршување на пресудите, значи на судот во Страсбург. Јас знам дека ова не е возможно, но едно сакам да кажам, ова останува запишано и утре некој ќе одговара по оваа причина. Зошто кога се појавил не ги штител интересите кој имал обврска да ги штити пред тие институции? Ова нека биде едно опозорување до него и покана јавна да направи оно што вие го рековте. Познато е дека општото начело на секоја земја членка на Советот на Европа е обврзана со конвенција да ги спроведува пресудите на судот. Имајќи го во предвид тоа општо начело, дали очекувате овие пресуди на Европскиот совет за човекови права Бугарија да ги спроведе, да го признае македонското малцинство и да му ги овозможи сите права на многобројните македонци во Бугарија? Видете, прво и основно, значи, морам да кажам да не чекаме, ние македонците мора едно правило да воспоставиме и една порака меѓу самите себе си. Да не чекаме други да не ги завршат работите. Да не бидам сватен погрешно. Значи, Совет на Европа ќе го признае македонското малцинство. Но како ќе го признае? Поради причината што македонците во Пиринска Македонија сами се борат за македонските работи. Значи, немој да чекаме ние дека некој ќе не помилува и ќе ни даде милост, како што е Брисел, Вашингтон или Москва. Се додека сами не си ја завршиме работата како нашите предци, никогаш никој нема да ни даде милост. Значи, она што е многу битно, само еден пример ќе ви истакнам. Во Бугарија претходно требаше за регистрација на политичка партија да имате 500 луѓе. Значи, потпишани. Бугарите по забранувањето на Омо Илинден Пирин го креваат цензусот на 5000, бидејќи се плашеа дека македонците не можат да соберат 5000. 5000 заверени на нотар поднесени подписи за регистрација на Омо Илинден Пирин. Значи, македонците не собраа 5000, собраа 8000 гласа, значи заверени на нотар. 8000 гласа отида, 8000 луѓе го заверија својот подпис на нотар и значи сами се бореа. Тие 8000 гласа после тоа, значи бија повикувани во полициски станици, значи да ги прашуваат дали се фалсификати или не. И тоа е забележено во меѓународни извештаи на основна, значи на повреда на основните човекови права, на повреда на правото на изразување, како сега што нас македонците ни е оневозможено правото на изразување како македонци со промената на името. Значи ние мораме сами да се бориме, сам и да ги искористиме овие институции, значи во цивилизацијска борба. Ако ние сами не се избориме за нашите права, немој да очекувате дека некој друг ќе дојде и ќе ни даде милост. Така. Се чини дека дел од бугарските политичари, колку подолго престојуваат во Брисел, толку поголеми националисти стануваат. Сознавајќи дека немаат што да понудат освен својот балкански менталитет, притоа заборавајќи дека сонот за голема Бугарија барал војни и дека политиката на асимилација оставила трауми кај македонците, дали Бугарија ова го прави затоа што подсвесно стравува од Европа, бидејќи ЕУ преку судот за човекови права еден ден од неа ќе бара да ги признаат малцинствата. И уште нешто околу ова, дали Бугарија сепак ќе биде таа што ќе мора да го менува својот устав и да го усогласи со европските стандарди за почитување на човековите права, односно признавање на македонското малцинство во Бугарија и со тоа и признавање и почитување на правата на сите други малцинства?
Однесувањето, како претходно што кажав и вие како што ме подсетивте, однесувањето на бугарската дипломатија и на бугарската држава во моментов е израз на немоќ. Значи, тој таков афектен напад кој го вршат низ бриселските институции, ова што го зборувате, значи тоа е само израз на немоќ, тоа не е дипломатија. Значи, бугарите се сега ставени во еден ќош и тие сега се бранат. Со тоа нивно бранење тие не напаѓаат нас. Нас не дефинираат како националисти, ние бараме основни човекови права. Па дали знаете дека против мене, значи лично против мене, значи е поведена постапка од страна на бившиот министер, вице-премиер на Бугарија, значи пред 3 години, Красимир Каракачанов, и имам обвинение во Република Бугарија поради причини што сум ги застапувал македонските интереси, значи на македонците во Страсбург. Значи, и ова не е туку така, ова не е едноставна работа. Јас не му се плашам на господинот Каракачанов и му пуштив едно отворено писмо во кое му кажав јасно дека не му се плашам. Значи, едноставно не дека мене не ми е страв. Причината поради која е поведено ова е многу едноставна. Тие сака, значи, нивната намера беше, значи, да ме понижат мене и сите оние кои застануваат за одбрана на македонската кауза, со тоа што, знаете, вице-премиер кога испрати барање до Интерпол, мене може да ме сопрат на било кој меѓународен аеродром и дур се расправаме, јас да бидам месец или два во некој меѓународен притвор во врска со ова. Јас ги известив Македонската адвокатска комора, бидејќи забрането е да посегнете против адвокат кој застапува одредени права. Ви имате адвокати кои застапуваат, да речеме, серијски убици, никој ништо не им сторил. Тоа е негова работа. Јас ги известив Македонската адвокатска комора, воопшто никој од таму ниту ми одговори, но имајќи предвид дека ние македонците како што имаме многу непријатели, имаме и пријатели, значи ги известив и релевантните меѓународни институции, значи релевантните меѓународни институции во овој дел, дури до Интерпол, така да сега моето движење е слободно, само што не смеам да влезам во Република Бугарија, од причина што претпоставам дека таму се уште значи кривична, да, се уште обвинението е во тек, така да најмалце ќе бидам задржан 24 часа таму, не дека им се плашам, него едноставно сакам да кажам дека не сакам, значи да влегувам во интеракција со нив. А исто така планирам, значи сега кога е оваа година чествувањето на Јане Сандански, да отидам бидејќи се сметам себе си за санданист, значи и да му оддадам почит на еден голем македонски јунак кој заслужува голема почит. Исто така користам ова емисија, дупатам, значи, една многу битна и многу важна работа која ми стигна од наши луѓе во Виена. Гробот на Тодор Паница, не знам дали знаете, кој се наоѓа во Виена, значи веќе нема кој да го обслужува и да го плаќа. Тоа се години наназад е борба на македонски ентузијасти, значи, во кој влегувам и јас, што е многу голема срамота. Значи, гробот не само на Тодор Паница, имаме многу луѓе кои, значи, заслужиле и се бореле и умреле за Македонија и за македонското прашање, и вие сега, значи, по приватна режија, јас знам дека постојат многу македонци кои го прават ова, значи по приватна режија, покрај постоењето на каква таква македонска држава, значи вие тие спомен обележја не ги чувате. Значи, упатувам апел, бидејќи сепак сте послободоумни и понезависни во Австралија, упатувам апел во врска со ова, не да се реши, значи, еднострано. Значи, еднострано во смисла не е работата да се соберат пари, туку да се задолжи македонската држава за сите овие дејци кои се надвор од Македонија, значи, како и Петар Чаулев и не знам кои други се не,
Значи да има обврска како доаѓа бугарска делегација во Македонија и се грижи за нивните гробишта. Тоа не срамота е тоа. Тоа е навистина изразување на непочит кон собствените предци. Така. Хајде малку и за правото и правдата во Македонија, поточно за македонското правосудство. Вие како човек од адвокатската фела, како го гледате судството во Македонија и како ја гледате правдата како процес? Ако може побрзо, имаме многу прашања уште. Да, добро. Значи, вака, правосудството во Македонија е катастрофа, се нудат и македонскиот народ, значи, морам да кажам, правдата е бара надвор, повеќе него натре во Страсбург. Причината поради која што е такво е 30 години реформи, а на крајот епилогот е немаме ништо продукт. Прво, никој не мери што работи на македонското правосудство. Ако тргнеме во кривична постапка, не знаеме толку години јавни обвинители бркаат криминалци да видиме кој е епилогот, им го зема имотот ли, на битов начин да никој не кажува, значи им го зема имотот, направија нешто, значи понатака правната несигурност која е во Македонија е епилог на правосудниот систем во Македонија. Имате 500 суди во Македонија кои, значи не сите, нормално, не сакам да ги означам сите, 500 суди, а имате предмети кои траат со години. Значи никој не дојде во Македонија и да измери, да види каде се наоѓа правниот систем. Значи која е потребната, не реформа, а реорганизација. И сега, све што јас присуствував на конференција во Брисел, заедно со Звонимир Чичак, не знам, мислам дека ви е познат името, Да. тој е еден хрватски интелектуалец, и многу беше интересна неговата изјава кога им рече на европјаните, вика, ќе дојде време, вика, вие европјаните, кога ќе дојдете, вика, кај нас во Македонија и во Хрватска, и ќе учите од нас. И тие нивната суетност го прашуваат зашто мислите така. Па вика, вие све што ќе ви текне, вика, го пуштате и ние го прифаќаме и го применуваме, така да можеби нешто тоа ќе биде и успешно и интересно за разгледување. Така да, сервилно се однесуваат нашите политичари. Сервилно е правосудството во Република Македонија. Седека не постои одговорност за она што го има направено одреден судија и одреден обвинител. Значи, вие не можете да зборувате за правосудство. Тие луѓе, значи, ин конкрето, во конкретна ситуација се дел, значи, судиите го од суверенитетот на Република Македонија. Одлуките ги носат во име на народот на Република Македонија, па се го сменија во граѓаните. Никој не знае, уште не знам на кој колосек се. Значи, но како и да е, тој е суверенитет делегиран од парламентот кон судиите, каде тие треба да го направат правото да биде во хармонија. Правото, значи, за да биде во хармонија, одлуките треба да бидат праведни и правични. Тие тоа не го прават. Епилог на целата работа е катастрофа, разочарување и правна несигурност, и сметам дека во овие последни години младите луѓе од Македонија не си се луваат сега од економска, значи, природа, туку од природа што немаат правна сигурност. Исто тоа важи и за инвестициите и за фирмите. Значи, корупцијата е на многу високо ниво. Значи, ова се само констатации. А за да се дојде до решение во делот на правниот систем, потребно е тој правен систем како исто онака како што Ататурк го има средено правниот систем во Турција. Ататурк 2 години, значи немало никакво судење, но после 2 години ги образувал, ги обучил судиите, значи видел каде се слабостите на системот, ги образувал и создал мрежа и создал верба. Значи вие ај што немаме дел од економијата ние македонците во Македонија, нема да мислите ако имате на куќе дека тоа е дел на кој го поседувате во македонската економија, или еден стан или една кола. Не, значи ние немаме дел од големите корпорации, значи тоа е процесот на приватизација кој е утнат и со право, значи сум добивал многу пати
забелешки од страна на граѓани дека нема ништо свое што да бранат. Да се вратиме на правосудството. Правосудството, значи, е потребно да има реорганизација, да има принцип на одговорност и отчетност. Она сега што се случува е класично замајување и лажење. Така. Кој правен лек е најефективен, кој што треба да се примени за да се расече македонскиот правосуден јазол со цел да се заштитат основните слободи и права на македонците во својата држава, како и на кој начин да реализираме реченицата од македонската химна "Македонците се борат за своите правдини"? Да, за својата слобода. Точно. Најубавата реченица и реченица која има оставено впечаток во животите на многу македонци. По принцип, македонците се слободоумен, чесен и честит народ. Јас не го викам тоа, мислам дека Пејко Славејков го има напишано во Истанбул, кога ги карактеризирал македонците каков тип на луѓе се. Работлив и чесен народ. Се решава. Значи, прво и основно има предлог на повеќе интелектуалци во Македонија од оваа област. Тоа е делот на уставна тужба. Значи, потребни се реорганизации. Уставна тужба значи, само да ви објаснам и се ќе ви биде јасно. Значи системот на Страсбург да се донесе во Македонија. Но нормално не ваков уставен систем со вакви уставни суди. Во уставната тужба, која еден предмет ќе заврши во Република Македонија, значи оди пред Уставниот суд како уставна тужба. Се извинувам. Хрватска го има применето ова и веќе почнуваат да се гледаат плодовите. Ако, значи, Уставниот суд оцени дека во процесот кој траел во Македонија се повредени основните човекови права согласно таа Европска конвенција за човекови права, како после Се исклучи пак. Не се исклучи господин Менкиновски пак, или го исклучуваат. Сега, од тие две, едно е сигурно. Дали се исклучува или го исклучуваат? Да, сега. Да, македонците се борат за своите. Не можат никогаш да не сопрат. Јас мислам дека има една анегдота, ама и точно е, кога го прашале македонецот, зошто не си бугарин, србин или грк? И овој му рекол, му одговорил на меѓународната комисија, му викаат, зошто си македонец? Па за име сум македонец, му рекол. Да знаете. Да. Значи, уставната тужба е еден од добрите начини кој може многу брзо да даде резултат во целата работа. Прво, да се види работата на судијата, но не само да се види работата. Ако судијата е утнал работата, значи, веднаш да си даде оставка. Дали се разбираме? Значи, веднаш мора да ја напушти. Ако еднаш вие живеете во, можам да речем, ајде, со под наводници слободен свет, каде знаете дека судството е една од најбитните карики на една држава. Најбитните карики во смисла што кредибилитетот на судијата е најважен, не може секој судија да биде. Во Македонија испадна секој судија да биде, секој да биде јавен обвинител. Мора да покажете честност во вашата околина како човек, значи, а не овдека, значи, избирате судии по непотизам, по фамилиарност, па ако погледнете во јавното обвинителство, пола се роднини. Имаме феудална каста. И како да очекувате, тоа се плодови на трула овошка. Трулата овошка може само трул плод да ви даде, не може да ви даде нешто добро. Значи, тоа е еден битен момент каде што ќе има една контрола на судиите, но и контрола на уставните судии. Зашто не може, ако тој човечки фактор е многу опасен во Македонија. После тоа, ако Уставниот суд, значи, е последна карика до судот во Страсбург, ако судот во Страсбург одлучи дека одреден предмет, значи, се повредени одредени права, а при тоа Уставниот судија не го видел и не го воочил тоа, тогаш Уставниот судија треба да си даде оставка и да се тргне од тоа место. Значи, мора да имате мерит систем.
Ако немате мерит систем, вас ви е многу добро познат, значи немаме ништо. Во моментов имаме систем, значи во Македонија феудален. Така. Повторно околу Судот за човекови права, каде имате добиено 16 пресуди во корист на македонците од Бугарија, но да споменеме и тоа дека една пресуда имате загубено од само прогласените бугари во Македонија. Дали Македонија покажа заинтересираност за овие 16 пресуди, но и дали Бугарија покажа заинтересираност за таа една добиена пресуда во корист на самопрогласените бугари во Македонија? Значи, јас во тој предмет неам учествувано, тој е предметот Радко, каде што се велича значи, ликот и делото на Ванчо Михајлов. Значи, јас немам, сметам дека треба еднашка да раскрстиме ние македонците во делот на историјата и да зборуваме за современи македонци. Сите тие биле македонци, тоа е факт, сега да не зборувам за историјата, дали Ванчо Михајлов, Тодор Александров, Јане Сандански, но, значи, во овој момент, од историски аспект, имаме други проблеми. Тогаш е забрането, значи, Сдруженијето Радко како пробугарско во Македонија. Од страна на судот во Страсбург е донесена пресуда и дозволено. Тоа е Сдружение на граѓани. Тоа е една единствена пресуда која е против Република Македонија, каде македонскиот судија кој учествувал во носењето на таа пресуда во судот во Страсбург има издвоено мислење каде кажува дека не сака да гласа за, значи зборуваме и ова е една од алатките која треба да се примени во македонското судство, издвоено мислење, зашто сметате дека ако Советот, значи, одлучил по големиот дел дека постои одредено прекршување на правото, некој судија смета дека не постои, имате издвоено мислење. И тогаш мислам дека е Мирјана судиката дала издвоено мислење каде кажала дека се работи за фашистичка организација. Но Советот е надгласал и рекол дека без разлика на сето тоа, значи таа треба организација да биде регистрирана во Република Македонија. Зад Сдруженијето Радко застанува како заинтересирана страна согласно правилата на судот и согласно Европската конвенција Република Бугарија. Па зарем тоа не е мешање во внатрешните работи на Република Бугарија во Македонија. И е значи, тоа е легитимно мешање. Што ние македонците во овие 16 пресуди, воопшто, зборувам за македонците како република, како држава, воопшто, значи пак ви кажувам, кога се зборува за македонците, бегаат одат на пауза нашите дипломати. Значи, значи, сакам само да ви одговорам. Македонија го примени ова. И ова е веќе апсолвирана работа. Ова здружение е значи, регистрирано во Македонија. Не знам и дали постои. И сега слушав неколку изјави на некои македонски граѓани кои себе се чувствуваат дека они примениле погрешна стратегија, дека ние сме направиле многу добра стратегија со тоа што имаме 16 или 17 пресуди, а они требало цело време да ја тужат Македонија за да дојдат до до изедначеност на пресудите. Значи, се работи за реална фактичка состојба. Реалната фактичка состојба во Македонија има многу малку луѓе кои се чувствуваат бугари. Не е колективната свест сменета. Значи, тоа не го зборувам само јас, го зборуваат како и моментално, така и предходно во хронологии, од новинари, па сега се зачудив, дојдов до еден податок кој ме фрапираше, значи, многу интересен податок, значи, во делот на идентификувањето на нас македонците. Па сите не идентификувале нас македонците предходно различно од бугарите. Така да, но не сакам да навлегувам да не се смета дека ние македонците сакаме некого да асимилираме или сакаме да му импутираме македонска свест. Така. Каде потврди Македонија пред се Македонското министерство за надворешни работи на полето на промовирање, односно запознавање на светот пред се на Европа за постоењето на македонското малцинство надвор од границите на Македонија, но поважно тоа е запознавање на Европа за македонскиот геноцид,
кој се вршил и се уште се врши. Имам и две подпрашања. Према вашите сознанија, дали денешните политичари во европските институции кои носат одлуки поврзани за Македонија се доволно запознати со македонската историја? Каква стратегија треба да има Македонија пред се македонското Министерство за надворешни работи? Времето не тепа, господине Менкиновски, ако знам дека прашањата се обимни. Да. Никогаш не е касно за да се започне одредена работа. Значи, ако сметавте за времето за ова, морам на ова прашање да ви објаснам само две работи. Прво, морам да истакнам дека позитивно е, се слушаме? Се слушаме, поведете. Да. Значи, прво, апсолутно сметам дека треба да истакнам две позитивни работи кои се многу битни, ќе започнем од позади. Барањето на господинот Христијан Мицковски за реципроцитет е одлична работа. Значи, тоа е држење на еден македонски државник. Второ, значи, односот на Никола Груевски, значи, кон македонците и кон во соседството, значи, неговиот личен, зборувам, личниот однос, како премиер, исто така одлична работа. Значи, тој потегна многу работи пред многу меѓународни институции, но тој беше премиер, не министер за надворешни работи. Исто така, значи, Христијан Мицковски моментално е опозиционен лидер, но сепак во јавноста го етаблираше прашањето за реципроцитет. Каде потврди македонската дипломатија? Македонската дипломатија 30 години се смета за туристичка агенција. Значи, како да се прати одреден дипломат, убаво да се помине 4 до 8 години во одредена држава и при тоа ништо да не се направи. А најдобриот амбасадор во Република Бугарија е како беше албанец, беше, излично се познавам со него, за жал, и морам да го Абдурахман Алити. Бидејќи единствен дипломат, бидејќи јас ги знам скоро сите амбасадори кои биле таму, кој одеше и положуваше цвеќе на гробот на Јане Сандански и на бугарите им викаше од каде Јане Сандански бугарин, тој е македонец. И јавно ги примаше македонците. Што мене, значи, мораме да го кажеме и мораме да бидеме отворени. Македонската дипломатија не научи лекции и не се само, како да ви објаснам, дали знаете дека во Брисел грчката амбасада има 300 акредитирани дипломати за НАТО и 300 акредитирани за Европска Унија. Наспроти нашата, значи, мисија која има, не знам дали едвам 20 луѓе. Значи, што очекуваме? Значи, потребна е акција. И да не плаши фактот дека сме мали, дека ние од секогаш нашите големина е во нашто сме. И Александар со 10.000 војници, значи, се бореше против 2 милиони. Значи, потребна е стратегија, разум, потребно е многу бели глави од светот да се соберат и да се прашаат. Има многу луѓе кои ја познаваат материјата и кои можат да учествуваат во обнова и развој на оваа држава. Ние тоа не го правиме години наназад. Значи, македонската дипломатија е туристичка агенција. Тоа е, за жал. Го изгубивме повторно. Кој ќе се вратите, ќе ме слушне. Да, тука е. Господин Менкиновски е тука. Се слушаме? Да, се слушаме сега. А претходно, дали бев во емисија или? Да, бевте во емисија, да. се исклучивте нешто. Само јас си го имам запрено микрофонот. Затоа не ме слушнавте. Господине Менкиновски, верувам дека покрај македонското правосудство и право, добро го познавате и меѓународното право. Ова менародна власт во изминатиот период толку многу зло и нанесе на Македонија и на македонскиот народ, што со години не ќе можеме да се исправиме на вистинскиот пат. Кога го велам ова, сега во овие моменти се потсетувам на една поговорка која гласи: што може една будала да ти нанесе, не можат илјадници умови да ја исправат. Како вие го гледате сето тоа, но пред се промената на преамбулата од македонскиот устав и промената на историското име на Македонија?
Видите, значи никој јас верувам дека во вашата емисија има присуствувано и Игор Јанев. Има, така? Да, Игор Јани Да. порано имаше која беше Да, председател. тој е Да. многу паметен човек. Мислам, тој моментално мислам дека е на некој меѓународен институт во Белград предава. Толку Да. не можеме ние да го ангажираме и да го вработиме во Македонија, така да страмота, мислам, но мора да ја смениме таа реалност. Како да ви кажам? Мора да се бориме. За името името е видете, според лично моje мислење, ние сме два пати киднапирани како македонци. Првиот пат сме киднапирани од бивша Југославија, значи ние ниту сме присуствувале на АВНО, и вториот пат е киднапирањето за НАТО. Значи, со кое се смени името, значи и референдумот. Тоа е класично киднапирање. Никој во Македонија, значи, не започна постапка пред пленарното собрание на Обединетите нации, бидејќи е овај договор кој го кажува за билатерален договор спротивно на меѓународното право. Ова е договор под присила, зборувам за Преспанскиот мировен договор. Значи, ние можевме да започнеме постапка. Значи, ние имаме направено грешки во тој дел. Значи, точно е тоа дека низ марионетски влади овдека во Македонија го направи, но не направија и да ни се смени име, знаме, устав, значи премногу работи, но еднашка треба да разбереме дека ние самите мораме да се создадеме држава. Значи, кога зборувам за создавање на држава, на нераскинлив дел на таа држава се и македонците кои се надвор, кои сметам дека треба да се создадат услови да се вратат внатре во Македонија, бидејќи Македонија е нивната матична земја, таа е нивната земја, без разлика колку години и да живеете надвор. Јас сум живеел надвор. Вие секогаш сте странец за таа држава. Ова е државата во која, значи, треба да се вратиме и треба да ја создадеме. И тоа е процес. Значи, евреите, процесот за создавање на нивната држава започна од 908, значи, нашиот процес започна од 1991. И овие падови кои ги имаме до сега како држава, значи, не треба да имаме дефетизам. Напротив, треба да видиме каде сме слаби и да продолжиме понатака. Ама никој да не се лажи дека ќе не уништат и ќе не снема. Или со тоа што ни го смениле името, докажале, значи, во меѓународни рамки дека тоа име не е наше. Тука, значи, во тој дел многу се лажат. Значи, прво сите тие кои учествувале, себе си се идентификувале во создавање на геноцид кон еден народ. Идентификацијата на народот е избришена. Јас не можам да бидам северен македонец. Јас сум македонец. Мојот дедо, прадедо биле македонци. И моите деца ќе бидат македонци. Постојат легални институции, значи тоа е постапка, се започнува, значи ништо не е вечно. Не гледате сега што се случува во светот, значи имаме промена на светот, промена на, значи војната во Украина не е мала работа, а и она азиска, како се вика, некоја азиска економска заедница која се формира. Светот се менува, така да, значи треба и ние македонците да фатиме чекор и едноставно да сватиме дека сите работи зависат од нас и мораме еднашка за секогаш, значи, да си ги браниме интересите, значи, ако треба и по цена на нашите животи, а не вие имате овдека политичари кои не можат да сватат дека нивниот избор е да ги бранат нашите интереси, а не да ги продаваат. Господине Менкиновски, разговорот ќе го продолжиме со 12 блиц прашања на кои во интерес на времето. Очекуваме 12 одговори за 12 минути.
Како ќе го прокоментирате од адвокатска гледна точка извештајот на Судскиот совет за 2020 година, кој извештај пред 2 дена се разгледуваше на пленарна седница во Македонското собрание? Им кажал ли некој на оние од судската власт дека сега сме 2022? Катастрофален. Прво сакам да нагласам дека извештајот на Судскиот совет, значи председателот на Судскиот совет никогаш не бил судија. И самиот тој не може ниту да оценува работата на судијата, а камоли, значи, методолошки како е направен тој извештај на Судскиот совет. Извештајот на Судскиот совет е мерило за како да мерило за пресметка со неистомисленици. Кога ќе дојде било која, значи, власт во Македонија, го користи Републичкиот судски совет за да се пресмета со оние луѓе кои не биле послушници. И од друга страна, тие 500 судии кои ви ги спомнав, покрај тоа што има многу корумпирани, многу има кои се работат под страф и под закана. Така да, катастрофална е работата на Републичкиот судски совет, но тоа ќе го потенцираат одредени меѓународни фактори само во оној момент кога нив ќе имаат некој интерес во дипломатијата да кажат дека не реално се пристапува кон решавање на овој проблем. Овој проблем е потребен за дипломатско пазарење правосудството. А мислам и исто така и состојбата во затворите. Значи, но јас мислам дека ние може да го решиме овој. Значи, сум голем оптимист. Како гледате на најавените процеси во судството од страна на владата на претходниот премиер Заев, но и ова на Ковачевски, станува збор за ветинг, метла, лустрации и така натака. Има ли право власта да се меша во правосудството, особено во делот на разрешување на судии? Значи, видите, претходно ви кажам, мора да воспоставите систем, кој треба да функционира. Не може извршната власт да се меша во законодавната или и во судската власт. Стожерот, на нашиот пренесен суверенитет е законодавната власт. Молам Бога кога Македонија, ќе воведе систем на отворени листи со отворени за да може граѓаните да се изјаснат конкретно за личност и конкретно за партија. Од причина што мислам дека само на тој начин ќе влезат квалитетни луѓе во парламентот, а не сега кој е поблизок до одредена личност во одредена партија е повисоко на листата. И затоа се носат вакви закони. Најбитниот момент е да се воспостави систем, како што претходно ви кажав, уставна тужба, потребно е, немаме во системот, имате суди поротници кои воопшто, тоа се, тоа се асистенти кои седат до судијата, имате судија професионалици, двајца судии поротници кои земаат по 500 денари од страна на судот дневно, по предпоставка тоа се пензионери кои поима немаат за предметот. Не, потребно е има професионални судии кои ќе судат, и кои ќе имаат, како претходно што ви кажав, издвоено мислење ако сметаат дека некој од нивните двајца колеги, од тој тричлен состав, сторил повреда на одредено право. Тоа е суштината и ќе се постои одговорност, а не начинот да дневно политички да извадите некоја афера, и со таа афера да покажете дека нешто се случува во Македонија, фактички тоа е за задоволување на народот. Дури дотаму е дојдено што народот веќе не верува на таквите афери. Еве, кажете ми вие некој епилог од тие афери кои години наназад ги прават. Па знаете ли дека во обвиненијата немаат глаголи действија, противправни действија со кое некој сторил одредено кривично дело. Па да не зборувам, во меѓународните со колеги од надвор од Македонија, не македонци, адвокати, па за тој предметот со Мерцедесот за Никола Груевски ми се смеат, тоа е срамота. Тоа е срамота, тоа е смешно. За тоа зборува и премиерот на Србија, Вучич. Како ќе го прокоментирате прекрашувањето на основното човеково право со тоа што во
22-та година од 21-виот век на македонците во соседството не им е дозволено да го практикуваат својот мајчин јазик. Видете, значи, ние многу слабо настапивме пред меѓународната јавност во делот дека на нас македонците ни е извршен геноцид. Секогаш, значи геноцид, етноцид и сите форми на уништување. Секогаш кога сум се обидувал да го тоа направам, од страна на официјални представници на власта, не само на власта, одредени етникуми во Македонија кои се зацкриени и на одредени групи не им одговарало и секојаш тоа било во форма дека ќе ги расипиме нашите односи со нашите соседи. Нашите соседи си ги покажаа лицата. Ние не успеавме да ја запознаеме меѓународната јавност за геноцидот кој се извршува врз нас. Ние имаме сериозна форма на геноцид, значи, во кое спаѓа и тоа ваше иселување надвор од Македонија. Значи, ако погледнете од Егејскиот дел, од Пиринскиот дел, значи, геноцид кој го вршат неколку држави, и тоа е страшно. Ние треба да се фокусираме на овој дел, значи, кој се однесува на геноцидот, значи, да создадеме алатки. Еве, се покажа дека македонската држава, која сметам дека се уште не е наша, не успеа пред меѓународните институции да ги заштити правата на македонците во Пиринска Македонија и Егејска, а успеа индивидуалци да го сторат тоа. Затоа и во овој дел, значи, ние треба да ја запознаеме светската јавност. Има начини, методи и алатки како треба да значи, таа светска јавност да ја запознаеме. Значи, не треба тоа да биде дневно политички навести. Значи, исто како евреите што направија, значи, исто и ние треба македонците, бидејќи на вистина имаме содржина на цела работа. Цели села се испуштени, значи, цели фамилии. Ке мора да побрзаме, господине Менкиновски. Добро. Пократки бидете во одговорите. Како ќе isprокоментирате изјавата на вице-премиерот Бојан Маричич, кој вели: ако има луѓе кои се декларираат како македонци во Бугарија, постојат голем број на конвенции, принципи, повелби, декларации за нивните права, но ние нема да се мешаме. До толку ли се забегани овој од власта да не знаат дека има македонци во Бугарија? Значи, прво и основно, лично го познавам господинот Маричич. Прво, Маричич не може никогаш да зборува за македонците, бидејќи по етникум не е македонец, граѓанин на Македонија и на тоа што го зборува очигледно се покажува дека нема никаков интерес, а од друга страна како интелектуалец, значи како интелектуалец не смее тоа да го зборува, бидејќи знаете тој многу добро ги познава меѓународните стандарди и треба да го кажува ја што го кажува. Значи срамота е тоа што го прави. Срамота и мислам дека еден ден и ќе треба да одговара, а и сум уверен дека господинот Маричич е гласноговорник на одредена клика која се плаши да се појави, која години е во позадина. Дали денешново судство е олицетворение на злото и лудилото? Дали судството на вистина суди во името на народот? Не, тоа ви го кажав претходно, мислам. Но има една поговорка од само ова ќе го кажам, од блажени се гонениците за правда. Мислам дека тоа не е поговорка, тоа е благослов од Матеј. Колку значи така, од Библијата. Така да ние ќе си ја бараме нашата правда. Дали народот ја чувствува правдата за своја или туѓа и дали се гонат праведните или се штитат неправедните? Значи се штитат неправедните, а се гонат праведните. И тој факт не треба да ви го спорувам. Погледнете ги само предметите кои се работат во Скопското, значи предметите, да речеме овај како се викаше Рашковски, значи предметот се закажува. Внимавајте. Значи на секој 2 или 3 месеци, бидејќи тој беше претходно, или нивните, или на вашиот тој сограѓанин од Австралија Ден Дончев, што го снема од Македонија, значи тие предмети ги нема, а овие кои се однесува на луѓе кои воопшто нема никаква
Значи, вина секојдневно, знаете, со один она, секојдневно се закажуваат седници и 3 пати кажаната лага станува вистина во Македонија. Така. По повод 79 години од депортацијата на македонските евреи во логорот на смртта Тревлинка од страна на бугарскиот фашистички окупатор кој се одбележа вчера, 50 организации за верски слободи и човекови права во светот испратија заедничко писмо до бугарскиот премиер Кирил Петков, од кого бараат да се извини за депортацијата на македонските евреи. Како ќе го прокоментирате нивното барање и дали очекувате Петков да се извини за тоа злодело кое го направиле тогашните бугарски власти? Треба да учиме од евреите како создадува своја држава. Да, Петков ќе се извини. Дали како премиер или како не ќе се извини, верувајте во тоа. Така. Бугарија како никогаш досега води една голема агресивна политика против Македонија и македонскиот народ, а на прво место е непризнавањето на македонското малцинство во Бугарија. Ќе успеат ли да го избришат за секогаш постоењето на македонското малцинство и покрај 16 добиени судски пресуди од Европскиот суд за човекови права? Само сакам на претходното прашање дополнам. Петков ќе одговори, ќе се извини не зашто сака, туку зашто ќе мора да го стори тоа. А во делот на ова прашање само сакам да додадам дека Бугарија мора да го признае македонското малцинство таму и Бугарија, значи Бугарија нека не се надева и сите пропаганди дека ќе не избришат. Секогаш ќе има македонци, дали ќе бидеме ние, како сега што сме во емисијава, или ќе дојдат некои подобри, попаметни, поизвршни, значи секогаш имало и ќе има. Нека не се лажат дека не избрише. Никој не успел никого да избриши во светската цивилизација. Имаше една декларација, односно резолуција на Советот на министри, со која се бараше до јуни минатата година да бидат регистрирани сите македонски организации во Бугарија. Што стана со таа резолуција? Па конкретно за тоа, Бугарија даде одговор дека административно, прво Бугарија игра многу итро, претходно да има даван одговор дека извршната власт не се меша во законодавната власт. Таму е цела хронологија, ми требало цела емисија за лагите на Бугарија да ви ги кажам кои ги пушта. Ама тие лаги ги толерира Советот на министри се до оној момент додека сега се прелева чашата. После тоа во тој период кога го зборувате, лагата беше администрацијата не може да ја заврши работата и најпосле, најпосле да констатира самиот Совет на министри, значи последно мислам дека ова завчера, агенцијата за извршувањето дека Бугарија не давала доволно причини за неисполнување на врските кон Советот на Европа и имплементирање на 16 пресуди. Дали бугарските власти формално правно имаат право да бараат права за нивните самопрогласени бугари во Македонија, а при тоа да не признаваат постоење на македонско малцинство во Бугарија? Значи ви кажав, тоа е дел на реципроцитет и дел на дипломатија. Знаете, ако тие може да бараат све, зависи од нашата дипломатија колку ќе им дозволи, колку нашата држава. Моментално ние сме според моје мислење 1943 година, ама полека мислам дека ќе видиме светлата точка. Да. Сосема за крај едно прашање директно поврзано со политиката. Ваше видување за пречекот на министерката за одбрана госпоѓа Славјанка Петровска во Обединетото кралство, вест што беше многу коментирана во јавноста. Катастрофа. Значи да пречекувате министерот на надворешни со Јовано Јованки и плюс да го правдате. Значи потребно е вклучување на сите македонци од секаде и поагресивно во деловите на државата. Да, мислам ја сега и во разрешување на македонското прашање. Ако ставите, значи ако сметате дека овие еве што се случува. Значи имате министерка која дава смешни изјави, имавте премиер кој даваше смешни изјави претходно.
И овој сегашниот премиер дава. И претходно сме имале премиери кои давале смешни избрави на терет на нас македонците. Значи, констатациите сите ги знаеме, значи во врска со нашето прашање, македонското прашање и македонската кауза. Сите ние сме инволвирани во тој дел. Нас ни се потребни решенија и резултати. Значи треба да си направиме нешто, да и направиме некое действие. Ова го апелирам до сите македонци кои ме слушаат. Значи, Така. еден мал чекор е голем. Јас знам дека многу македонци се ворат, но да не барам изговори да превземеме действија. Значи, и действија, и то позитивни действија, едни со други да се сплотиме малце, да се сближиме, да не се караме, премногу сме разединети. И тоа го користат. Нема потреба од то такви. На крај краишта гости сме на овој свет. Не сме вечни. Господин Менкиновски, сигурно приметивте, Да. имаше неколку прашања од нашите гледачи и слушатели, Да. еден од нив е Тоци Тоде. Тој прашува дали господин Менкиновски е спремен да поднесе тужба во Хаг за уставобранителите и колку отприлика ќе кошта. Не Значи, мора сега да сега. одговорите, меѓутоа ето можете. Не, ќе ви одговорам, само кратко. Значи, прво за ХАК, значи, јас јавно кажав дека не за ХАК, туку за Европскиот суд за човекови права, сите уставобранители, јас им стојам на располагање и без пари ќе ги застапувам во процесот пред Европскиот суд за човекови права. Значи, не се работи за пари, се работи за образи, за принципи. Тоа јавно го имам изјавено и јас си комуницирам со дел од тие луѓе, ако зборуваме за оние од 27 април. Да. Предпоставувам. Значи, само предметот се уште не им е завршен. Мислам дека сега е пред Врховниот суд во Македонија. Така да, Даваше, ама не му го даваат извештајот. Так. да, ама мора да имате, знаете, сега ќе уште полошо, што сега немате рок 6 месеци, а имате 4. И за ХАК само нешто многу битно да наведам. Ние имавме еден предмет во судот во ХАК. Ако се сеќавате против Грција. Така? Кој што не Во кој- го спроведе. Не само што не го спроведе. Значи, тогаш беше министер, ми се чини, или беше таму овој Никола Димитров, така? Да. Да. Во Димитров Многу или, битна. или беше Да. Антони Милошовски, некој беше од нив. Антонио беше министер, ама Да. таму беше, да, не знам како. Една многу битна работа која македонците мора да ја знаат. Значи, таа тужба утврди дека времената спогодба од страна на Грција е повредена и дека не е почитувана. Значи, што е грешката? Значи, ние не побаравме оштета, репарација од Грција. И од тука започнува. Значи, таму требаше да се побараат пари кои Грција со незиното повредување на времената спогодба и нанесе штета на македонската економија. Затоа сметам дека е многу битно да се ангажираат сите ресурси, сите македонци да си го кажат своето мислење. Значи, и малце поактивен однос да имаат. Јас знам дека животот е тежок, дека треба да се преранат фамилии, но не може ние во сопствена држава да немаме ништо. Ние македонците во сопствената држава сме робови. Платена наемничка слага исто како вие исто како вие што работите во Австралија. И ние немаме, значи, дел од капиталот, воопшто кој капитал го имаме ние во Македонија. Имаме мултинационални компании кои имаат монопол и тоа го кјутиме. Така да има многу работи кои можеме малце по малце со нашата свест, значи да ги кренеме и како прашање. Јас мислам дека и оваа ваша емисија е одлична, значи и малце по малце да стигнеме до некаде. Господине Менкиновски, ви благодариме за учеството во Македонски корени, причини задоволство секако. Верувам ќе Да, дојде ден за благодарам јас. правдата на македонците во соседството и во светот, но и кај нас во Република Македонија. Македонија мора да Секогаш. обстои. Имајте си убав викенд, пријатно исто. слушање и скоро довидување овде на Македонски Ви корени. ви благодарам јас и поздрав до сите слушатели. Поздрав. Поздрав. Да, поздрав, Чао. пријатно.